Кон крајот на летото во туристички град во Западна Вирџинија, семејства се забавуваат пред враќање во училиште, како и на пониските температури, а размислувањата се сврдуваат кон драматичната промена на претседателските избори, од Џо Бајден до Камала Харис. Тоа ќе привлече многу женски гласови, гласови на малцинства за неа, но нема никаква суштина. Таа нема со што да се пофали, заслуги за во избори. Западна Вирџинија постојано му ги даваше на поранешниот претседател Доналд Трамп некои од неговите најсилни победи, но гласачите овде се загрижени за изборите во 2024 година. Тоа ме прави нервозна, бидејќи, да бидам искрена, јас сум поддржувачка на Трамп, но мислам дека секој што не донел одлука, сега ќе ја поддржи Камала. Оваа рурална сојузна држава игра огромна улога во националната политика, благодарение на незиниот единствен избран демократски официјален сенатор Џо Манчин, кој се префрли да биде независен претходно оваа година. Тој одигра клучна улога во донесувањето на главните закони за администрацијата на Бајден. Но со пензионирањето на Манчин оваа година, републиканците речиси сигурно ќе добијат место во Сенатот со популарниот гувернер Џим Џастис во трката. Ние скопуваме јаглен и има напад врз јагленот, а гувернерот Џастис поседува рудници за јаглен, така што очекуваме да ја видиме таа индустрија заштитена. Многу гласачи ги обвинуваат демократите за падот на главната индустрија во Западна Вирџинија и скупувањето јаглен. Но демократите од Западна Вирџинија на неодавнешната национална конвенција на партијата во Чикаго се обидуваат да ја променат таа перцепција. Тоа е директно поради автоматизацијата, поради тоа што шефовите на јаглен ги автоматизираат работните места и се префрлаат на површинско рударство наместо на подземно. Им одговара да ги обвинуваат еколошките регулативи. Демократскиот противник на Џастис Глен Елиот им кажува на гласачите дека контролата на републиканците не била добра за економијата или прогресот на државата. Мораме да ги охрабриме малите бизниси на начини што досега ги немаше. И ние мора да ги задржиме нашите млади луѓе таму. Нашиот државен законодавен дом продолжува да донесува на вистина рестриктивни закони, како забраната за абортус, како закони против ЛГБТ лицата, но во основа им испраќа на младите порака дека не ве сакаме овде. Но во оваа сојузна држава наклонета кон Трамп, повеќето гласачи вината за економските проблеми ја префрлаат на Џо Бајден и Камала Харис. Зошто би сакале да платите $1 повеќе за бензин? Зошто би сакале да платите 25% повеќе за намирници? Зошто би сакале да имате каматна стапка на хипотека која е двојно поголема за време на администрацијата на Бајден? И тоа мора да се брани. Во анкетата спроведена кон крајот на август од страна на медиумска организација во Западна Вирџинија, Трамп води пред Харис со 27 поени.